Барише Бојуксу мислел дека ова е почеток на нов живот. Тој ги направил овие слики на грчкиот остров Кос во октомври. Неколку дена подоцна тој беше мртов. 30-годишникот им платил на шверцери да го однесат на Кос. Му дале лажна бугарска лична карта. Тој планирал да стигне до Атина, а потоа да земе лет за Франција. На 21 октомври чекал да се качи на траект. Еден пријател му кажал на неговото семејство дека видел како Бојуксу бил приведен од полицијата, а потоа врзан во неозначено црно комбе. Следниот ден во родниот град на Бојуксу, Измир, неговото семејство добило повик од турската полиција, кој им кажала дека нивниот син е мртов и дека има знаци на тортура. Турската крајбрежна стража соопшти дека го пронашла Бојуксу во чамец што бил турнат назад во турските води. Во авионот имало уште неколку мигранти. Турција вели дека Бојуксу починал од повредите пред да стигне лекарскиот тим. Cenazemizi mogla ali teprapa. Го подигнавме телото од форензичкиот центар, го донесовме овде и го закопавме. Убиството на мојот син не е само проблем за Турција, туку е проблем и за човештвото. Bir insanlık suçudur. Biz yaşadık başka bir ailenin. Onun fotoğrafını bana gönderiyordu, onunla paylaşıyordu. Сакаше да се ожени, имаше девојка со ништо и велеше: "Мајко, треба да изградиме куќа, ќе купам злато и ќе направам свадба која ќе се вратам." Но ми се врати неговото мртво тело. Gitti çalışmak için, gitti çocuğum. Ölümü bana geldi. Ne? Првичната турска обдукција рече дека Бојуксу имал повреди во согласно со тортура и се котени и модринки кои му ги покривале лицето и телото, како и внатрешно крварење. Другите мигранти на бродот и кажале на турската полиција дека биле приведени заедно со Бојуксу во Грција и слушнале како го мачат во соседната соба. Турските власти соопштија дека се уште истражуваат. Целосните резултати од обдукцијата уште не се објавени, а пратеник на турската опозиција ја покрена смртта на Бојуксу во парламентот. Грчките власти извршија убиство. Семејството сака ова прашање да биде разгледано и следено од Министерството за надворешни работи. Грчката полиција не одговори на повеќекратните барања на Гласот на Америка за коментар. Грчката крајбрежна стража негира дека туркала чамци со мигранти назад во турските води и покрај широко распространетите докази документирани од невладини организации. Грчкото Министерство за миграција и азил изјави за Гласот на Америка дека немаат досие за Бојуксу и не можат да коментираат. Неговото семејство вели дека тој не се пријавил за азил бидејќи сакал да ја напушти Грција за да стигне до Франција. Сакам убиците на брат ми да се гонат кривично. Сакам да дознам кои се. Не сакам вака да се заташка овој случај. Ожелестеното семејство бара одговори. Кој го убил саканиот син и брат? Кој ќе ја испорача правдата? Тоа покренува и други прашања за полициското работење на границите на Европа во однос на човековите права на оние кои бараат подобар живот.